Здраво на сите и добро дојдовте во уште едно моје ново видео. Во ова видео ќе гледаме мои стари слики и ќе се навраќаме во далечната 1997. Ова видео го правам од таа причина што се надевам ги немате. Се надевам вашите се убави. Ама ако не се во ваква слична или положа варијанта, јас ве предизвикувам да направите вакво видео и да ви ги видам фотографиите. да. И решив да снимам јас вакво видео и тука тоа. Издвоив 28 слики од стари албум. Знам дека можеби ви звучат ко многу, но ќе гледам што е можно побрзо да ги поминувам и да не се задржувам многу на нив. И се надевам дека видеова нема да трае долго. Мислам дека може да започнеме. Првата слика е ова. Да, мало дебело бебенце. Да, многу експлицитна, цензурирана слика. Не знам дали вас ве мотале вака, али што е финтава со ова? Јас се уште не можам да сватам зашто. Сега не знам дали сум ја единствени, дали ние тука сме единствени, дали вас ме мотале вака? Дали сте били вие кебапчиња вакви? И ако некој знае причината за ова, нека ми ја напише, зашто што јас стварно не можам да сватам зашто сме биле ние вака мотали. Еве сум како си лежам на моето омилено кебенце. Да, ова ми е омилена слика со мајка ми. Да, ова е се уште асалното, не знаете што ме чека на мене. Видете го тој носталгија филтер. Љубовта е како албум, секој ден е нова страна, секогаш пишу. Иначе ова се моите две сестри, две сестри постари од мене, мислам дека имам кажано во Q&A, ама нете пак да повторам. Ова сум јас како си играм со некои си мои играчки, што очигледно не се само мои, туку има и од сестрите. Зашто гледам многу кукли туку и барбеки, обожавам да им шкртам главите со црн маркер. Телефонирам нешто, не знам што. Тука сум јас веќе бајкер, тоест зашто? Еве тука уште носталгија. Тука сум на одмор во Струга со мојата, памтам дека тоа што ми беше девојка. Не знам што подразбиравме под девојка, вајќа кога некога ти се свиѓа и ти е некога убава, тоа што е девојка. Јас сум во исто така во Струга, како јас си играм со песок, јадам песок, кој не јадам песок. Верува една шанса, и јас сум твој за сега, нема да сакаш да ме пуштиш и ќе ме крстиш. Ова памтам дека јас некои 2-3 години, може и помалку, не знам, не се сеќавам дека не бев крстен и сестра ми секогаш ме викаше некрстено говедо. Тука другата сестра ме облекува, ме спрема за крстење, како се вика тоа. Оваа слика беше кај некој роднини на гости, не се сеќавам чиф роден ден беше ова точно. Ама памтам дека на сликава си ја акнав главата од масата и не знам на кој тоа му било интересно. И детево си ја звекна главата, ајде да го сликнеме. Да. Тука сум, како си лежал на спална со некои играчи околу мене и баш сум лагов. Тука исто не знам што правам во двор, си фаќам нешто, но моментот што треба да се забележи тука се папучите. Видете ги тие папучи. Иначе многу сум болен и затоа цело време шумркам и такво. Сега малце се опоравив, сум боле и затоа конечно снимам видео. Па сум јас за некоја вајда нова година. Сум мислел дека е многу добра идеја јас да ја земам елката на глава и да шетам така со неја. Нели? Многу интересно, сигурно тоа сите го прават. Ова сум јас на некој си роден ден. Да, ништо посебно. Фала. Не може да ми кажете дека сум единствен. Сакате да ми кажете дека вие, ко мал, немате слика како си ја ставате главата на работна маса? Па да, ја имам. Не знам зашто, ама ете ми било интересно да си ја ставам главата на работна маса и така да ме сликаат. Ова е слика во нашата зоолошка во Скопје. Ова сум Life of the Party, на некој си роден ден, гледате како сум многу се забавам, качен на биро и вајда играм. Сега ова е слика која
Јас не сакав да ја покажам, ама викам ако веќе правам вакво видео кај што покажувам стари слики, нема биде интересно ако јас само покажувам слики како сум јас кјут мало бебенце. Па решив да ви го покажам и ова. Причина за сликава немам, но сликава постои и сликава е ова. И јас нема да зборувам ништо за оваа слика. Ова сум дојден тазе од шишање и си бојам во бојанка и не знам зашто постои сликава, но на некој му било и многу интересно да земе телефонот, апаратот, и да ме сликава како си бојам тазе шишање и јас изгледам како да потпишувам некој си мировен договор. Да знам дека како мал најверојатно ве сликале како спиете, кога сте нели мало бебенце, но мене тоа обожавале да ми го прават и кога сум бил веќе голем вол. Ми останаа уште две слики тука. Оваа слика е на маскенбал и памтам дека скоро секој маскенбал јас се маскирав ко баба. Не знам што ми беше тоа интересно и знаете многу оригинално, нели никој не се маскира како баба и да, еве сум во некое си оделение второ, трето, четврто, како сум јас сликан на клупа како баба. И последната слика, не знам женски тук гледале, што се моја возраст и малце помале вајде, но машките повеќето имаме гледано нели Југио. И тоа ни беше едно од омилените цртани. Епа сега не знам вие колкави фанови сте биле на Југио, ама јас имам ваква слика. Да, не знам зашто постои, ама постои. И имам ваква слика седнат ко шеф со Југио карта во рака како ја држам толку гордо како да држам златна бувамара. И да, тоа беа и како падна сите заедно, мислев ке се разлетат. Така по така нека. Тоа беше се за ова видео, јас ве поканувам дека и вие ако снимате за YouTube, па и не мора да снимате, може сега да почнете. Сакам јас да се посмеам малце на вашите слики и како што Изабела направи, сакам јас да ве поканам да го направите ова видео. Да снимите и вие како покажувате стари слики и да видиме што трпат вашите семејни албуми. За не правам цел апдейт влог, затоа сакам само да ви кажам сега на брзинка дека многу работи се спремаат, знам дека немаше многу видеа и дека долго време немаше видео, но ќе има и многу се планира, само ми треба време за да направам, за добро да ги организирам сите тие работи, ама многу работи се спремаат. И знаете дека се уште треба да искочи специјал за 1000 субскрайбери, фала ви многу за 1000 субскрайбери, идеме дале. Специјал ќе има, планиран е, одамна е планиран и се уште не се случува, ама се надевам дека во брзо време и тоа ќе биде. Вајде тоа да не ве замарам, друго сум многу со други работи. Фала ви многу што гледавте ова видео, лајкнете го ако ви се допадна, ако ти што гледаш ова видео немаш субскребното, би ми значило многу ако го направиш тоа сега. И ние се гледаме во некое наредно видео. Поздрав!